Добро вечер. По кратка пауза, повторно биткаст во етерот. Ви благодарам што сте со нас, а верувам дека ќе го задржиме вашето внимание затоа што вечерва презентираме уште една убава, овој пат на вистина инспиративна животна приказна. Во студиото денеска ја имаме Нина Ангеловска. Здраво, Нина, добро ни дојде. Подобро, најдов ви благодарам на поканата. Еве уште веднаш ќе кажам, во јавноста си препознатлива како Нина Групер и малку се подзамислив дали така да те најавам, ама ајде се пак не затоа што не си само Нина Групер. Дали ти пречи или се поистовитуваш со овој прекар и покрај тоа што беше и на министерска функција и други функции исто така извршуваш? Да, па не ми пречи. Реалност е дека некако како презиме да ми стана Групер, дури ја спомнам министерската функција кога станав министерка, некој од насловите беа Нина Групер ќе стане министерка. А во книгата која што имав прилика, еве сега нели напишав книга, ќе зборуваме, верувам и за тоа. Да. Точно едно од поглавјата се вика од идеја до реализација Групер како идентитет. И тука објаснувам тоа целиот дел од книгата, вториот е точно за Групер приказната. Благодарение на Групер јас научив многу лекции кои што вредат да се напишат, да се раскажат и од кои секој има многу што да научи. И благодарение на тоа јас успеав да бидам претприемач во се во животот, па дури во владениот сектор. И со оглед на тоа дека таа приказна има централна улога во мојот кариерен пат, не ми пречело и воопшто не ми беше проблем кога ќе ме кажат Нина Групер, а презимето Ангеловска, која сега сум Ангеловска Станков. Дедо ми како мала ми викаше немаме машкова фамилија да го носи презимето, ти ќе го носиш. Па некако кога дојдов на таа министерската позиција, повеќе Групер некако избледе во позадина, стана аманетот да се Нина задржи. Ангеловска, да, и сега е Нина Ангеловска Станков. Нина, ќе зборуваме и за книгата, и за понатака, и за се. Меѓутоа, она што сакам да те прашам, вака редоследно, Групер се појави одамна, во време кога многу малку се знаеше за трговија, кога дури и картичките ретко се употребува, нели бевме научени да плаќаме во кеш и се тоа, а од друга страна па ти беше тогаш многу млада, меѓутоа така иновативна. Беше ли тоа предизвик да се почне со еден таков бизнис? Па да, беше голем предизвик, всушност да почнете бизнис во област која воопшто не е развиена и разработена, како од аспект на едукација на пазарот и на население и на компанија, така и од аспект на регулатива, беше вистински предизвик, меѓутоа јас централната теза моја и заедничкиот, да речем, именител на мојот кариерен пат е можноста да се гледаат пречките како предизвици и да се препознаваат можности. И всушност во 2011 година, како го почнав Групер, победив на бизнис план надпревар и добив чек од 300.000 денари да реализирам тоа што сум го напишала во бизнис планот. Тогаш бев абсолвент. И всушност тој чек беше потик за веднаш да се впуштам во реализација на бизнис заедно со двајцата мои партнери со кои се споивме. Така, само малку ќе те прикнам, за добар бизнис план, дали е потребно и многу пари? Па, еве нашата приказна покажува дека не биле потребни. Со колку пари почнавте, еве? Она што е потребно е, почнавме јас добив 5.000 евра од бизнис план надпреварот и моите двајца косопственици и партнери вложија отприлика сите исто вложивме, бидејќи бевме еднаков удел имавме во компанијата и фактички почнавме со многу малку, со 15.000 евра почнавме. Во тоа време мене не ми лича колку толку малку, денешен аспект биле секако многу малку. Меѓутоа тоа што го имавме што ги замени поголемата инвестиција беше, нема македонски збор се уште за тоа, bootstrapping, кога пробувате да направите се сам, да ги искористите сите контакти, сите ресурси, снаодливост и многу макотрпна работа. Ние тројца работевме како за тим од 10 на почетокот и благодарение на тоа можевме да реализираме со 15.000 евра да почнеме таков бизнис, нешто што пандан на 100.000 евра може би беше да го, ако го ставиме и го валоризираме сето тоа што ние го вложувавме деноноќно. За да дадаме веспоредба, ние го отворавме Групер на плоштадот, кој што го добивме од градот Скопје бесплатно. Исто така со многу снаодливост и упорност. Јас напишав писмо тогаш до градоначалникот дека сме младите претприемачи кои ќе донесат трговијата во Македонија. И ни беше дозволен. Моите партнери сметаа дека каде се ќе најдеме за тоа пари, немаме искуство со тоа, ја некако имав еден непресушна, да кажам, ентузијазам и енергија.
И го договоривме плоштадот, таму имаше балон на топол воздух кој што го договоривме со компензација, како што многу голем дел од бизнисот и можеби и се уште функционира во Македонија. Меѓутоа бевме многу млади, јас имав 22 години и наидовме на вистина на отвореност секаде каде што влеговме. Со човекот кој ни го возможи, јас сум благодарна на сите на патот кои ни помогнаа, бидејќи тука беше водителот кој ми беше комшија Марко да е побрза и кој ни излезава пресред. Тука беше Сашко Коцев кој што беше пријател на Мартин, кој што беше звукот на анимираното видео за рекламата на Групер. Потоа добивме за отварањето, побаравме се, обративме со писмо до една од поголемите компании за пијалоци, па добивме бесплатни пијалоци и така успеавме да склопиме настан кој што денес, бидејќи после 15-20 години зборувам, после организирани многу конференции и настани, знам која е цената на сите тие работи ако се платат, е буквално во најмала рака пута 10 од тоа што ние го направивме тогаш. Значи звездите биле на ваша страна или сепак упорноста имала улога? И двете? Па звездите ако значат среќа, јас и во поднасловот на мојата книга е всушност кога подготвеноста ги среќава предизвиците. Римскиот филозоф Сенека рекол дека среќа е она што се случува кога подготвеноста ќе се сретне со можноста. Значи ние бевме подготвени, можам да кажам, па затоа бевме, ја викам, доволно срекни за да бидеме подготвени, навистина многу работевме, но секако имаше улога и тоа што во првите 10 компании во кои влеговме ние да го презентираме Групер кога се уште не беше лансиран, наидовме навистина на многу голема отвореност и во еден ден 9 од 10 состаноци ни беа потпишани договори за соработка. Така да тука одигра голема мотивацијска улога и отвореноста на компаниите. Секако во исто време собиравме и корисници, ја презентиравме идејата што е тоа што ќе биде Групер, за кога ќе лансираме, да се сретнат двете страни, нели од терминологијата познато дали јајцето или кокошката, мораше двете во исто време да има и понуди, компаниите да се придружуваат, но во исто време да градиме интерес и да го едуцираме и пазарот за Групер. И секако голема улога одиграа попустите во време кога, како што каже и ти, никој не купуваше онлайн, кога не користеа платежни картички, што ќе ве натера да се научите ако не е многу добра сделка. Да, се нудеа масажи на 80% попусти, се нудеа многу атрактивни сделки кои што ги натераете граѓаните да не ги искористи. Па да, Групер имаше над 300.000 корисници. Да, меѓутоа, знаат, Нина, еве ова сакам да те прашам, на 22 години велиш апсолвентка си била, си направила една таква бизнес идеја и план, во време кога твоите врснички можеби им било важно само да се забавуваат, сега не сите, меѓутоа поголем дел, нели сите сме биле млади, како, дали начинот, стилот на живот играше улога и дали мислиш дека исти можности има една девојка од Скопје, од едно такво обкружување со една девојка од натрешноста на земјата, или некои други работи треба да се поклопат, или па само желба за успех? Што беше присутно? Па мислам дека сите работи играат улога, еве ќе почнам прво дека нели сите го имаме истото време, ти кажа дека други можеби сакале да се забавуваат. Морам да кажам дека јас не ги пропуштав исто забавувањата, но стигав се благодарение на многу дисциплина и организација. Кога тргнав на факултет, тука мислам дека ги усавршив две од моите клучни вештини, тоа се организираност и дисциплина. Значи имав толку многу на маса да научам све, одав на италијански јазик, одав на вежбање и успевав да не пропуштам ни една кафана и дружба. И тоа беше благодарение на посветеноста и дисциплината. Значи, кога ќе дојдав од факултет, додека уште ме беше таза, седнував и се затварав и буквално ништо друго не ме интересираше, освен 100% фокус да научам брзо. Ми беше во главата дека морам брзо да научам за да можам да не пропуштам и други работи. И во тој аспект мислам дека сите ги имаме истите можности, бидејќи исте денот на сите, работата е кој како ќе го искористи. Во другиот аспект кој што ме праша за дали е исто за девојка од Скопје, дали е нели за луѓето на натрешноста, јас дипломирав на економскиот факултет на ОЦК бизнис. Има многу колеги кои што беа од натрешноста, со кои денеска сме многу пријатели. Мислам дека секогаш ме бил стават, бидејќи се дружевме сите еднаква, дека можеби дури уште повеќе се трудат и уште повеќе се вложуваат оние кои што дошле во Скопје во подоцните години наспроти оние кои се родени тука. Така, јас имав посебна почит за нив. Прашањето, знаеш, ми беше еве во насока на тоа, бидејќи те следам и на социјалните мрежи, па знаеш никогаш и некој инспиративен статус да ставиш или порака. И сега да, може некој ќе си рече па лесно е на Нина, она е успешна, стекнала и одреден капитал. Меѓутоа како тој инспиративен статус да допре до некоја млада девојка или жена што работи за минималец? Па тоа е, тука значи прво се почнува, мислам дека од детството. Малце подоцна се ремоделира начинот на размислување и перспективата, ако од почетоците не е
добро поставена. Затоа мислам дека тука секако игра улога генетиката, меѓутоа игра улога и средината во која сме израснати. Но има многу голем дел на програми во подоцните фази кои што пробуваат да создадат предприемачи, затоа што предприемачите се многу важни за развојот на економијата и сега зборот стартап денес е многу популарен од колку што беше пред 15-20 години. Јас мислам дека барем ева успевам да допрам до многу девојки затоа што навистина сум благодарна што добивам толку многу голем број на пораки, особено сега кога траеше предпродажбата на книгата, кога прочитале делот книгата, па некои дури цела успеале да ја прочитаат. Многу голем дел од пораките вистина ми прават една посебна емоција, но и една посебна одговорност, затоа што да знаеш дека некого си мотивирал и охрабрил и пораките што ги добивам се навистина долги, емотивни, со како нив ги мотивирало, како нив ги инспирирало, затоа што мојата приказна покажува дека можеш да почнеш сам. Јас не е дека не сум имала некој safety net од дома, меѓутоа за среќа никогаш не ми требало да го искористам. Од средно добивав џепарац, нели, од дома за да научам да ги менаџирам ресурсите и парите. Подоцна добивав стипендија поради високиот успех на факултет кој што беше мојот џепарац и од 22 години кога почнав бизнис, почнав да заработувам после многу кратко време, затоа што Групер веднаш беше во подаем, во раст и развој. И ета, мојата приказна баш покажува дека денеска пак уште повеќе може да се започне со грант, со победи од надпревари, затоа што уште повеќе можности такви има за студенти и млади. Меѓутоа, зошто го продаде Групер? Еве, велиш дека брзо почна да доаѓаат парите, а по некоја година се одлучи на продажба. Зошто? Па тука има повеќе страни гледишта како можеме да го гледаме. Првата и основна мотивација. Прво, ние кога градевме бизнисот, никогаш не размислувавме и не мечтаевме за продажба. Не ни беше нас некаде во позадина на главата, ќе го изградиме до одреден момент, за да многу заработиме кога ќе го продадеме бизнисот. Што е легитимна стратегија и многу бизниси почнуваат така. Ние тргнавме со голема пасија и ентузијазам дека ќе ја градиме и трговијата и навистина уживавме во процесот, иако премногу работевме. Имаше некако компанијата душа и неповторлива енергија и тимот од ден денес кога ќе седнеме се навраќаме на преубави моменти. Сега продажбата како дојде? Продажбата дојде како можност која ја препознавме, значи дојде до мене информација дека потенцијална полска групација размислува за потенцијална аквизиција во e-трговија и да го шири своето портфолио во тој дел. Тоа беше Асеко кој што го купи Групер преку домашната компанија Payten. И некако таа информација прво ја примив, потоа дојде до мене и преку друг соработник кој што се знаев, кој што веќе припремаше тизер за неговата компанија. И така ние припремивме, јас им кажав на моите партнери, нивниот прва, да кажем, реакција беше скептицизам, дека тешко тоа, дека ние може да се продадеме. Мене ми беше возбудливо да го почнеме процесот и верував дека можеме да го постигнеме тоа, а во најмала рака и да не го постигнавме, ќе научевме многу од процесот. И така започна процесот на due diligence и главниот мотив беше можноста, затоа што ние го одведовме Групер до одредено ниво, после 9 години беше тоа. Групер беше лансиран како франшиза во Косово, работеше на македонскиот пазар интензивно, имаше нови линии продукти кои што ги лансираше и некако беше момент за некој следен чекор кој што верував дека заедно верувавме дека полска групација со многу поголем капитал која што е присутна во над 50 држави може да му го даде тој раст кој што ние можеби веќе не можеме да му го дадеме. И така го гледавме аквизицијата како можност, но и како препознавање на нашата досегашна работа. Од друга страна, мислам дека треба да се знае дека кога е моментот за екзит и колку што е важно да знаеме кога да влеземе, толку е важно веројатно и кога да излеземе. Беше резултатна можност, но и беше се погоди дека е идеален тајминг за излезот при газната. Интересното е што јас подоцна, кога веќе разговаравме за продажба на Групер, јас го добив повикот и од премиерот со големата понуда за министерската позиција. Па потоа кога јас влегов во владата, на некој начин забави тој процесниот due diligence. Јас си викав нема да си простам ако поради ова се пропадна на продажбата, меѓутоа беше толку голема одговорност, храбра одлука која ја донесов, мојот партнер го презема водењето и процесот, но по известно време дојде ковид кој што ја закочи аквизицијата и сите генерално глобално аквизиции на групацијата. И кога јас излегов од министерството, ја вративме сделката на маса и успеавме после интензивна работа да го продадеме Групер.
сега кај отиде приказната, пошто ме праша нели за продажбата. Ние го продадовме Групер во февруари 2021 година. И по известно време, јас после тоа беше еден период кај што јас успев да имам време за себе, да дишам. И по некое време ми дојде предлог да се приклучам во Ананас. Ананас е дел од Делта Холдинг, српската Делта Холдинг, кој што беше проект замислен да го донесе онлайн купувањето како од развиените земји на Балканот, возбудлива приказна со огромна инвестиција, позади која стои огромна групација со искуство. И кога јас влегов во Ананас, во истиот период пред да влезам, Ананас всушност почна да преговара со полската групација и го купи Групер од полската групација и јас го добив некако назад. Го добив некако назад на маса и после известно време, бидејќи бизнис моделот на Групер е различен од оној на Ананас, по известно време и анализи каде е Групер, бидејќи многу беше променет пазарот, условите, одлучивме дека Групер некако природно треба да се транзитира во програмата за лојалност на Ананас и со тоа Групер како свој сопствен бизнис модел, како посебна платформа престана да постои, односно се интегрираше во Ананас и така некако се заокружи таа приказна. Да, сега тука ми доаѓа некако природно да прашам во тој период кога во времето околу твоето седнување на таа министерска фотилја се појавија и шпекулации дека имаш тужба од американска компанија која што е слична на Групер поради плагијат. И дали можеби беше поврзано и некако едно по друго дојде и продажбата на Групер, па и многу се шпекулираше и баш така чаршиските муабети се водеа во таа насока дека еве затоа се продаде Групер поради тужба од американска компанија. Се случи ли навистина таква тужба? Па и јас не знам се од каде е ова, дали од некоја од тие вести можеби во собранието кога ме бираа од нападите, пошто тогаш имаше премногу наслови кои што сите беа 100% невистина, а јас за време на министерувањето научив муќта на лажните вести, муќта на пиарот и имаше многу наслови кои што просто порано мислев дека треба да има барем еден атом на вистина за да се направи околу тоа нешто. Но во политиката научив дека не мора да има ниту еден атом вистина за да има една таква напад или вест која што влече кликови, пошто на крајот на денот задачата е нели да се донесат кликови. А што се однесува, јас сега да него ќе одговорам на прашањето, ние кога јас во книгата пишувам едно поглавје се вика брзина пред совршенство. Кога ние го почнувавме Групер, тоа не е тајна, јас сега да кажував дека Групер беше инспириран од глобалниот бизнис модел кој што се појави на американскиот пазар во 2008 година, кој што направи бум и јас истиот прочитав во весникот во магазинот Капитал. Насловот гласеше запознајте го најбрзо растечкиот модел и компанија во Америка. И го видовме тој бизнис модел, направивме едно истражување, видовме дека тоа го нема во Македонија и сметавме дека ако нешто може да ја раздвижи трговијата, тоа ќе биде носењето на ваквиот бизнис модел. Тоа секако не подразбира дека сте завршиле работата, туку идејата е најевтиниот дел од бизнисот, реализацијата е скапа. И затоа и подоцна кога зборував на настани на студентите секогаш им кажував најдете модел кој што го нема во Македонија, има толку многу што ги нема функционираат во светот, што многу лесно е да дојдете до идеја. Тешка е реализацијата на тоа значи дека се мотивираше од оваа групација во Америка. Тоа беше нашата да кажам инспирација. Меѓутоа Групер беше наш бренд изграден од наши непроспани ноќи, од наша макотрпна работа и факт е дека ние во даден момент имавме ребрендирање кој што некако се случи мислам дека 2019 година. Сакавме долго време го одложувавме тоа ребрендирање затоа што се нешто поважно излегуваше. Треба да се лансира нова категорија, почнавме да воведуваме онлайн курсеви од странства. Излегуваше сега ќе нудиме маркетинг услуги како маркетинг агенција, нов сектор ќе правиме. И се некако беше поклучно од изгледот, затоа што ние го изградивме Групер како наш бренд кој што веќе беше препознатив и точно изгледот не ја играше веќе улогата. А и кога лансиравме не беше тоа да речеме нешто што беше тука познато, бизнис моделот не беше познат и во исти период се лансираше и во Бугарија, и во Србија, и во Хрватска. Значи секаде во регионот сите тие компании беа инспирирани од истиот основоположник на тој бизнис модел. Така што воопшто не било мотивирана продажбата, всушност и почетоците почнаа некаде 2019 март да преговараме и всушност целиот тој процес се одвиваше со екстензивен due diligence, а ваквите информации ги имаше многу, не само за значи не е вистина.
Тужба дека сме имале не е вистина, да. На Нина ја спомена книгата, би те прашала, промоцијата беше пред 2 дена, за жал не успеав да стигнам поради работни обврски, ќе ни кажеш и како помина, меѓутоа би те прашала, млада си, обично луѓе веќе некаде пред крајот на кариерата одлучуваат да издадат книга, да раскажат што им се случувало во животот, зошто баш сега? Ова прашање е многу не го добивав како прашање, туку како реакција на голем дел од луѓето кога им кажав околу блиските пријатели, кога им кажав дека пишувам книга, тоа им беше првата реакција, нели си млада? И особено некако дека затоа што книгата е раскажување на мојата приказна, нели биографски или друг термин за тоа е мемуари, веројатно асоциацијата е тоа треба да е некој повозрасен. Јас верувам дека е одличен тајмингот, затоа што од една страна е доволно поминато за да имам свое видно за окружување и рефлексија да можам да направам, не е ништо тазе од тоа за кое пишувам. Добро, најтазе е мајчинството во последниот дел и приватниот дел од животот. Меѓутоа, имам, нели си млада, го добивав многу и учести во политиката и младоста беше еден од единствените напади кој што беше точен, бев млада, но младоста не е репер за искуството. А книгата ја напишав сега затоа што мислам дека е одличен тајминг, од една страна има многу што да раскажам, многу што да се прочита од неа и ако барем еден човек се ухрабри кога ќе ја прочита да направи некоја промена, тогаш таа ја завршила својата работа. А од друга страна, искрено книгата ми представуваше моја некако дозвола да застанам, да направам рефлексија на сето тоа што ми се случило, затоа што 15 години живеев во ултра брзо темпо, во постојана продуктивност, постојан аутпут мод, само да се испорача, брзо, рокови, улоги, патувања, што верувајте дека сето тоа што сум го преживеала, кога успеав да го сватам, кога ја пишував книгата, отварав слики, да се навраќам на моменти, отварав видео, отварав документи и целиот тој процес беше многу терапевтски, да кажам, за мене и ме овозможи да направам пак да го почувствувам дел од работите за кои што тогаш не сум имала прилика, зашто сум била физички присутна, но не и емотивно. Кој дел беше најтежок? Имаше ли никоја, бидејќи не сум ја прочитала си уште книгата, ќе ја прочитам, а имаше ли некој дел кај што баш требаше така да се соголиш пред јавноста, пред читателите? Па да, ако го нема тоа, тогаш книгата не е вредна, ако не е искрена приказна. Книгата е стварно искрено напишана, без филтер. Тешко е да пишувате собствените слабости, за сомнежите, за периодите кога ви било тешко, за анксиозноста, за нападите. Секако полесно е да се пишува за победите. Меѓутоа, одговорноста некако да покажеме човечка страна, затоа што не сме, никој од нас не е човек кој што е недоперлив, кој што постигнува успеси без да ги има сомнежите, дилемите и без да му е тешко во дадени периоди. Ми беше тешко можеби за тој период најмногу да пишам, кој едно лично признание за себе си, дека сум го, како да сум го протрчала животот, како да се зборувала на тие наслови за некоја друга Нина. И сега некако се чувствувам по, да кажам, многу повеќе од раскажување приказна ми беше книгата. Ми овозможи така да сватам, да добиам една друга насока, да сватам за собствените слабости, свесно да ги признам, да сватам на што повеќе сакам да работам, бидејќи целта ми е да бидам подобра верзија од себе секако. На сите ние верувам тоа целта, да бидам сега подобар партнер, подобра мајка, имам нови улоги, нови приоритети. И секогаш ми била целта да бидам подобра и секогаш ми било дека можам подобро. Израснав со многу високи очекувања од дома, од родителите, но исто така и со безусловна љубов. Сватив дека тие две работи не се спротивности и очекувањата сега да ги носам. И во книгата зборувам еден момент дека нели викаат дека се зависи од очекувањата, дали сме ние среќни или не со еден исход, зависи како сме ги поставиле очекувањата. Ако исходот ги надмине нашите очекувања, значи сме среќни. Ако е под, значи не сме среќни и сега клучот е да ги поставиме пониско нели очекувањата за да си поминеме поубаво и да сме посреќни. Меѓутоа, тоа е малце контрадикторно, затоа што јас цел живот имав високи очекувања и верувам дека тие ме донесоа до многу работи кои ги постигнав. И затоа одлучувам дека ќе си ги задржам високо очекувањата, затоа што на крајот на денот сакам стварно да бидам подобра верзија од себе во секој поглед. Нина, зборувавме 2-3 пати, ја спомнавме министерската функција, благодарение на Групер, го спомнувавме и Групер, и на успехот кој што го постигнавте, претпоставувам станавте видлива на некој начин и во делот на политиката. 2019, ако не се лажам, некаде околу пандемијата стигна на министерската фотилја, прва министерка жена за финанси. Сега, тој период ми е малку интересен, на колку години?
31 имав тогаш. Прилично млада. Дали се соочуваше со напади поради младоста, возраст, еве каже и претходно? Од друга страна, ти отворили оваа функција нови врати или требаше дупло да се докажуваш пред останатите колеги, посебно пред искусните мажи? Да, па во претходниот дел зборав за очекувањата, сега ќе се надоврзам на тоа за да одговорам ова прашање. Пред се јас кажав, нели, кога разговаравме дека младоста не мислам дека е репер за искуството. Меѓутоа, факт е дека затоа што бев прва жена на таа позиција, бев прецепирана како младоста беше некако во попреден план отколку кај мажи ако би биле на истата позиција на таа возраст. Затоа што имаше пред мене министри кои што биле многу помлади од мене, зборувам многу помлади неколку години. Јас имав 31, и сме имале ние во историјата министри со 27 и со 28 години, па и помлади премиери. Но кога сте жена и сте млада, тогаш е сосема друга перцепцијата. Очекувањата на јавноста веројатно за таа позиција се дека треба да е пред се маж, дека треба да е повозрасен, можеби професор, можеби со седа коса, со научари, со мустаки, кои што некако даваат слика за искуството. Кај мене тоа го немаше и очекувањата, поради тоа што на јавноста беа дека друга фигура треба да носи таа позиција, беа на некое пониско ниво. И јас си викав, па добро, ова е леснителна околност, очекувањата од мене не се високи, полесно ќе можам да се докажам. Секако дека ми беше, пишувам и во книгата за тоа, дека ми беше тој период еден од најпредизвикувачките, најтурбулентни, и тоа поглавје од книгата се вика Воган. Пред него поглавјето се вика Пресврт, за моментот кога ја носев одлуката и што се ми поминуваше низ глава, а другиот дел се вика Воган. И тука зборуваме за нападите, а секако кога зборувам за нападите, тоа се напади и од аспект на жена кој што сум ги добивала. Во политиката на едно сосема друго ниво е дискриминацијата, тоа е едно, да кажам, не може да го дознае некој пред да го искуси какво е чувството. Меѓутоа јас одбрав на тие несовршености на системот и на таа реалност да не одговорам со жалење и да не го прифатам емотивно, туку да одговорам со работа. И така и беше. Се фокусирав 100% на работа, на испорачување резултати. Така, кратко дојде се COVID, задржани, потоа точно една година, 365 дена. И мене ми се чинеше искрено како да беше многу повеќе од една година, затоа што дојде период на COVID, најтешкиот период, мислам дека за светот глобално. Потоа дојде техничка влада. Имаше многу голем дел на предизвици, особено ако имаме предвид дека јас бев човек кој што нема искуство во политиката, кој што не е политичар, кој што нема партиска позадина, и дојдов како аутсайдер, па некогаш не знаев од каде дува ветрот и од каде доаѓаат нападите. Да, си помислили некогаш што ми требаше ова? Тоа е многу добро прашање, и откако ја испечативме и објавивме книгата, викам, видиш, не го напишав ова. Многу често сум се викала што ми требаше и ова, не само за политиката, туку и кога го правевме бизнисот и кога ќе си земав нешто со невозможен рок кој што сум си го поставила. Многу пати сум викала што ми требаше и ова. Ама сватив една лекција од тоа што ми требаше, дека ако не си го викам тоа, тогаш не растам доволно брзо и не учам доволно брзо, затоа што тие што ми требаше често, односно секогаш ме направиле посилно, ме натерале да морам повеќе да работам, повеќе да учам, и фактички што ми требаше, ако престанам да си го кажувам, можеби е знак дека сум престанала да растам или да излегувам од таа моја сега комфортна зона, е малце клише термин, ама тоа е реалноста. Ама тоа е така, да. Околината каде што не е удобно и секогаш излегуваме од таму за да имаме раст. Да, се случувало ли никогаш да те доведат дури и до солзи? Некој, еве, споминавме пишување невистини, ја споминавме тужбата. Имаше, да речеме, еве сега ќе се доврзам, па ќе ми одговориш и за двете, се прошири нели муабет дека непосредно пред да пропадне Евростандард банка, ти како да си знаела дека ќе пропадне, па си ги повлекла твоите пари, кои што не беа малку, над 200.000 евра. И тоа е вистина, мислам дека не е лага, меѓутоа имаше пишувања, еве Нина знаела, искористила од позиција на МОК, се поставила, те допираа ли тие работи? Па пошироко е прашањето, сега и за солзите ќе одговорам, пошто нели треба да покажеме и разговараме за искрена приказна, како што е книгата, бидејќи тоа не е генералниот повод за денешната дискусија и подкаст. Ќе одговорам прво, ќе почнам од прашањето, одговарам од позади, па ќе одам напред. Прво, таа приказна за мене е затворена, апсолутно не сум искористила, не сум злоупотребила ништо за време на министерувањето, ниту позицијата. Не, зборам како информација.
Затоа беа сите факти јавни, проверливи, случајот беше затворен и со тоа и за мене заврши таа приказна. Не ме довела до солзи. За време на министерувањето, всушност, не знам дали некогаш сум пуштив солза, иако сум емотивна по природа и веќе ви кажам кога последен пат пуштив солзи на концерт на Биби и Боби. Кога однесов син ми во филхармонија, беше толку убаво и ја не знам како е да ми потекоа солзи од убавото чувство на концертот, дека јас сум со дете мое на концерт на Биби и Боби преполна сала. Мислам дека имав некој гард кој што мора да го имаме во таква позиција, затоа што добивав напади секојдневно и беше како да се издржи во огнот без да се изгори мојата да кажем во многу пати чувство. И сите тие емоции кои што не им дозволив да доаѓаат, кои што кога добивав напади, кога имаше лажни вести, одлучував да работам и да одговорам со продукција на нови работи. Например, кога ме напаѓаа за јавниот долг, ние лансиравме алатка за јавноста да има транспарентен преглед на јавниот долг. Кога добивав напади за ниско ниво на капитална реализација, малце неблагодарно што министерот за финансии одговара во име на другите, меѓутоа ние лансиравме алатка за капитални расходи, каде што секој можеше да види реализацијата по институции. И сега, додека траеше таа година, иако имав периоди кога ми беше тешко, некако емотивно се изменаџирав и мислам дека е таа многу важна лекција, како да ги менаџираме емоциите. Кога излегов од министерството, дента, кога знаев дека веќе неколку дена пред последниот мој ден, излегов да трчам во парк и тука некако се срушив и почнав да плачам на клуб во парк, седнав и се израсплакав. Не знаев од кај све ми дое тоа. Од една страна имав некој чувство на среќа дека се ослободувам, дека се враќам назад ќе си го вратам животот назад. Од друга страна имав некој чувство како да тогаш ми дојде емоциите кои им дадов забрана да ми дојдат. И тогаш беше можеби еден од поемотивните моменти за мене и во тој период почна едно друго поглавје. Во истиот период добив повик дека мајка ми доби преплет црева, народски кажано. И од неколку дена пред да излезам од министерството, влеговме на клиниката каде што се бореше за живот и останавме еден месец скоро. Тоа беше еден од најтешките периоди. Во англискиот јазик има една изрека, викаат when it rains it pours. На македонски не знам како е, кога врне истора. Тогаш беа тие невистините, лажни вести и напади кои што ги добивав. Не успеав да му се израдувам на сопствениот стан кој што го купив пред некое време во кој што требаше да се вселам заедно со партнерот. По екзитот од влада следеше излез од мојата врска 12 годишна со партнерот. Така да тој период беше еден од најтешките периоди мои во животот. Од една страна ви кажав дека имав некое чувство на ослободување, се расплакав од убаво дека ќе си го вратам животот, но и од едно чудно чувство што не можев да го препознам. И после влезе еден друг период, предадов на министерот кој што дојде и бев скоро по цели денови на клиника со мајка ми. Така да тоа беше, ако можам да се вратам назад и ако ништо не сакам, ништо не би променила од приказната, затоа што ме направила посилна, ме направила тоа што сум. Меѓутоа, ако дури и најмал дел од овие работи и од моето министерување на мајка ми донале таква ситуација, во тој случај, ако се вратам назад, нешто би променила. Во спротивно, и покрај сите овие тешки моменти, и покрај тоа што е имало борби, би ги одбрала борбите, затоа што на крајот на денот не е најважно каде ќе стигнеме, туку какви ќе станеме по патот, а мене ми се допаѓа каква сум станала по патот. Значи, велиш, не ти беше криво во ниеден момент дека веќе не си министерка? За тоа не ми беше ич криво, а тоа толку го чекав, толку му се радував, да ви кажам право, што баш ми беше некој ослободувачко чувство. И откако излегов и откако мајка ми беше добра, и откако прв пат бев во период после 11 годишна врска да сум сама, не осамена, туку сама, пошто секако се тие тешки моменти, меѓутоа толку многу се случуваше и јас решив дека ќе се насочам на due diligence-от и на работа повторно. И тие 4-5 месеци работев на целиот процес за продажба на Групер и бев обземена денонокно со тоа, со сметководство, со финансии, со средување на фирмата, со резултати, така да пак не си дозволив време да мислам на друго, затоа што ако има време повеќе да мислам, ќе ми беше сигурно многу потешко емотивно. Секако пак не ми беше лесно и кога се продаде Групер, јас тогаш сватив дека
излегувам да трчам, возам точак и ги слушам како звукот на врапчињата во паркот, забележувам детали, чувствувам, сватив дека ми требаше тоа и дека излегувањето од политиката стварно јас го дочекав многу позитивно и се радував и го сметав како да ми дојде како поклон, пошто ми беше тука некаде за роденденот кога дознав дека веќе готова завршува и одиме и така да. Се извинувам, спомена дека една врска долга си затворила, меѓутоа сега си во брак и имаш детенце, па би те прашала каква е корелацијата помеѓу бизнисот и мајчинството. Ова е некоја, како што кажа и ти пред малку го употреби терминот клише, често и мене ме прашуваат тоа, најверојатно се намитнува само по себе прашањето кога една жена е и реализирана во однос на кариерата, меѓутоа обврските како мајка не чекаат, се стига ли секаде? Се стига со тоа што во мојот случај нели зборувавме за младоста, цело време бев нарекувана дека сум млада. Порано тргнав во училиште на 6 години, па бев најмлада во одделението, во друштвата бев најмлада. Како министерка, нели, младоста беше често споменувана. И сега за прв пат кога се породив, кога добив Стефан, најднаш бев стара првородка. Нели така е терминот, така да е над просекот, а просекот во Македонија некаде 26-7 години, а за мене беше сосема навремено, искрено. И ако можам да бирам, јас мислам дека жените сите можеме многу. Со добра организација можеме да постигнеме се, меѓутоа сметам дека не можеме се во исто време. Дека во дадени периоди имаме различни приоритети, затоа што ако е се во исто време нешто мора да трпи. Дали е тоа работата, дали е тоа фамилијата, дали е тоа мајчинството, не може се да се дадеме 100% на сите работи во исто време. И јас затоа сметам дека ако јас гледам во мојот случај, за мене беше навремено, затоа што некако бев реализирана на професионален план, дури можеби преработено се чувствував во некои периоди, да имав прилика да го дочекам ова со едни други очи. Сега многу од моите пријателки кои што имаат деца помлади ми викаат, ама не е трпението исто, друго е кога си млад, повеќе трпение имаш. Јас мислам дека сега учам нови лекции за трпение и дека баш затоа што сум го исполнила ова другото и немам толку, и дека приоритет ми е фамилијата, односно Стефан, мајчинството, дека успевам да бидам потрпелива и дека сега учам лекции кои што не би можела претходно да ги научам никако во бизнисот. Да ме научи мене некој дека не можам да контролирам се, тоа би било тешко, затоа што цело време во книгата пишувам за една од особините кои што е микроменеджмент, потребата да исконтролирате, да проверите се и дека тоа понекогаш го гуши тоа што сакаме да го изградиме. И иако сум пробувала многу пати во животот да ја научам таа лекција, на колегите сум им викала help me help you, помогнете ми за да си помогнете, кога ќе микроменеджирам кажете ми, сепак многу побавно ми одеше да ја научам таа лекција во бизнисот. Кога добив Стефан, многу побрза ученик сум јас и тој е мојот најголем учител, затоа што учам дека џабе јас ако сум направила некаков план за работите, ако него не е расположен, има така наречени тантруми, дека планот го менувам и со тоа сум во ред. Научив да бидам поприсутна во моментите, да бидам потрпелива и мислам дека тоа жените нас сите, жените мајки и останатите жени, затоа што е во биологијата, не прави подобри лидери, поемпатични и да знаеме повеќе да слушаме. Затоа што на крајот на денот тие сите особини се многу важни за да сте добар лидер, да знаете да слушате, да бидете емпатичен, а тоа го возможува мајчинството да го почувствувате и да го развиете на едно друго ниво. Да, меѓутоа сепак и покрај тоа што велиш дека ова се случило во период во кој што ти мислиш дека е најдобро, сепак не го оставаш на страна ни бизнисот, се уште функционираш. Да. Значи успеваш на секаде. Успевам со добра организација. Сега, ако би требало да водам бизнис како што водав Групер, јас работев и саботи многу често и од одмор носев лаптопа 10-12 сати, со тоа темпо сигурно не би можела да работам. Сега работам со едно друго темпо, кое што мајка ми често ќе ми каже, тоа темпо е и повеќе од нормално за многу луѓе. Мене ми е... А ти го нарекуваш успорено. Да, све compared to what, споредено со што. Познатиот статистичар Демин, кога го прашале како е жената, рекол compared to whom, споредено со кого, мора да се спореди во статистиката за да знаеме. Така да споредено со претходно, колку работев, сега за мене ова е многу по-издржливо и лесно темпо.
Имам флексибилноста која што ја ценам и ми треба. Многу внимателно бирам на какви ангажмани ќе се нафатам, затоа што едноставно ми се може сега да бирам. Сум работела 15 години, ако се мереше моето работно време во стаж, сигурно и на 30 години стаж ќе имав до сега. Татко ми често ми викаше, работи како мене да можеш млада, ако сакаш да престанеш да работиш, да се пензионираш, хоби да правиш. И кога на 33 години продававме компанијата, излегов од министерството, имав така еден период со нови консултантски ангажмани. И ми вика, ја ти реков, Керко работи како на 50, не мислев на 30 да нешто. Да се пензионираш веќе. Ама не, ја продолжувам затоа што мислам дека работата го држи човекот и дека секаде каде што може да се додава вредност, каде што може да се прави влијание, проекти кои ги осеќам дека ми се блиску до close to heart, ќе продолжам да ги развивам. Моментално сум председател на Асоциацијата за e-трговија, работиме одлични проекти. Сега подготвуваме конференцијата за e-трговија која ќе се случи на 3 ноември, 9-то издание по ред, близу 1000 луѓе од Македонија и од регионот. Исто така сум председател на Алијансата за родова еднаквост, која што ја основавме од како излегов од министерството, кога имав прилика да тие сите напади да ги почувствувам. Тогаш ги насочив и на формирање на ново здружение, кое што се бори се залага, односно за родова еднаквост на работното место. Исто така сум председател на Балканската алијанса за e-трговија, која што е формирана од сите здруженија и асоциации од регионот за e-трговија. Паралелно од пред 5 години сум доцент на Универзитет Скопје, така што јас повторно имам доста ангажмани, меѓутоа успевам да ги балансирам по некој консултантски ангажман кога ќе се решам да се нафатам, а бидејќи излегов од Ананас пред 1 година, тој период кога излегов го искористив за во работното време и надвор од него, често пати ќе се занесев за да раскажам мојата приказна и да ја напишам. Во колку примероци се испечати книгата? Првиот тираж 1500, а издавачкиот центар 3 ја делеше возбудата и многу веруваше во проектот и они предложија први тираж да е дури 3000. Меѓутоа на крај рековме, јас имам некој стремеж за перфекција и во книгата тоа го пишувам дека перфекцијата сватив дека како фата моргана, никогаш не можеш да стигнеш, ама доволно е да го имаш стремежа затоа што ќе бидеме подобри од вчера. И викам да не ни промакне некоја печатна грешка, ај сепак нека 1500 за да можеме втората едиција која треба да исправиме и задоволствувам ја да ви кажам дека книгата ги сруши до сега рекордите во предпродажба. Имаше над 500 продадени. Издавачкиот центар баш и на промоцијата која што се одржа кажа дека ова е рекордна продажба. Во веќе половина од тиражот е продаден. Книгата може да се најде во сите книжарници на 30 поголеми книжарници и продажни места на книги низ на Македонија. Исто така може да се нарача онлайн. И јас имам се чувствувам многу благодарна што луѓето имаат интерес да ја прочитаат приказната, а уште поблагодарна што оние кога ќе ја прочитаат коментарот и фидбекот е позитивен. Би те прашала и ова, каде има повеќе придавства? Бидејќи спомена пред малку дека со сите напади кои што си се соочила во политиката, па си била инспирирана за нова функција во политиката или во бизнес секторот? Каде се полоши луѓето? Каде се понемилосрдни? Ова е интересно прашањето, не сум го размислувала ова. Мислам дека ние разговараме позитивно и јас сакам да е позитивен разговорот, меѓутоа некако чувствувам како да вредностите по патот низ годините полека ги губиме и како луѓе стануваме полоши. Не знам, јас имам таков впечаток дека и ако отворите вие социјални медиуми и погледнете како нашите луѓе комуницираат, мислам да вистина е загрижувачки тоа каде одиме и дека имаме толку многу некаква негативна енергија. Јас сакам да се фокусираме на позитивната и да веруваме дека се тргнува од нас. Дека ако јас денеска кажам добар ден и насмеам некој и се однесувам убаво и позитивно, дека ќе пренесам некаква енергија, пошто нели кружи енергијата во просторот. Предавството, јас имав прилика да работам сопствена компанија и нашиот тим беше како мала фамилија. Предавство зборот е подалеку од се што може да замислите во една таква атмосфера и тим со 20 на луѓе. Имав прилика да бидам по управни одбори во комори, надвор во Брисел, бев во првото мое место во управен одбор беше во Европската асоциација за e-трговија во Брисел. И таму почнав да гледам како функционираат игри и слично. Игрите ги има секаде, најмногу во поголеми системи, како корпорации и секако тука и државата, каде што има, нели? Јас
Еве една интересна работа што некогаш за да ми помине некоја одлука на влада требаше да си лобирам и да се разговарам со колегите пред влада колку и да тоа му е на некој незамисливо во дадени периоди кога работите во коалициска влада во таков сетинг, особено споменав дека јас доаѓав нели од надвор некако, сето тоа беше на едно друго ниво. Предавство зборот можеби не би го нарекла, секаде има игри би ги нарекла, секаде има борба, но во политиката борбата за моќ е на друго ниво, па веројатно таму е и на поинакво ниво е играта. Да, изгуби ли пријателства со текот на годините и со текот на твоите достигнувања? Бидејќи често и тоа се случува во животот. Па се случува, ама искрено мислам дека повеќе добив пријателства отколку што изгубив, без разлика на која позиција да сум била. А тоа ви кажуваат не позицијата, додека сте на позиција има една наложен респект према позицијата, не према вас како човек, туку према позицијата. И тоа добро да го знаеме. Една моја пријателка со која често играме тенис ме прашуваше, ме вика, добро, ти фали ли тоа што не ти отвараат врата, се ти фали ли тој момент на кога излегов од политиката? Прво, не знам ни дали ми отварале врата, затоа што толку брзо цело време работам и тоа ми е брзината ми јадут, сега учам да не ја користам, што не знам дали му дозволив на шоферот ми некојаш да ми отвори врата, зашто све ќе застане и одма излегував. Плюс беше време на ковид, кога имав обезбедување, па замолив да немам обезбедување, затоа што ми личеше како тоа да е поголем ризик и некако него толку или можеби дека нема време, дека беше ковид, многу работев до ноќе во министерството, некако нема време да му давам тоа да го добијам, пошто и не дадов за тоа. Има луѓе кои што тоа им значи, кои што доаѓаат за таа наложена почит, ја чувствуваат на друго ниво. Но секако се чувствува, кога излезете се чувствува, нели, се чувствува начинот на кој ве поздравуваат луѓето. Ама она што се гледа, бидејќи прашањето беше дали сум добила или изгубила пријателства, е кога веќе не сте претпоставен, кога веќе не сте на таа позиција, како луѓето ве третираат. И јас и ден денес со колегите со кои што работев на Министерството за финансии сум пријателка. Си честитаме роден ден и убави поводи, празници, знаеме некогаш да се видиме, а сега во денешното брзо време знаеме да се договараме по 6 месеци да се видиме, па да успееме да се видиме. А тие колеги беа и на промоцијата на книгата ги поканив и тоа мислам дека повеќе говори за тоа каков човек сме и за луѓето блиските и околината. Дека сум изгубила некој од пријателите не, дека сум запоставила луѓе сигурно додека бев на таа позиција, затоа што буквално нема време, колку и да сакав и колку и да бев добро организирана, меле системот, влегувате во бубањ, не знам дали се слушав тој период толку нити со сестра ми, ни со моите родители, кај мајка ми ретко ќе успев да отидам, така што за тој период, после кога излегов, некако се чувствува дека треба да надокнадам и многу поинтензивни ми беа дружбите за таа една година да малце надокнадам. Некаде пред крајот на разговорот ќе те прашаме за наградата што ја доби престижната награда од Forbes 30 under 30. Беше ли очекувана? Не беше воопшто очекувано и тие се најсладки, мислам дека кога доаѓаат неочекувано. Пишувам во книгата со наградите, смешно дека нашиот мајндсет, нели, сега прва награда интернационална ми беше од германскиот магазин The 100 и они ме броја во 100 жени основачи на стартапи од Европа. Јас се чудев од каде ме нашли, од каде ме наоѓаат и кога ме пратија во дека сум добитник на наградата, знаете кој беше моето прво прашање? Дали ќе треба да се плати? Пошто има многу награди кои што ве пишуваат дека сте добитник и после треба да платите за да всушност бидете добитник, дали е тоа преку рекламни материјали, дали е тоа преку картина за настан и слично. А мене не би ми значило ако е наградата купена. Не, мислам доволно ме ја што ќе се погледам во гледало, пошто наградата не ми била за да го растеме ние бизнисот растеше и така. И кога ја добив Forbes наградата, јас не знам никој ме номинирал, бидејќи може и да се само себе номинира човек за тоа, секако има стручна комисија, жири кој што валидира, одговара еден куп прашања, интервјуа. И дури кога ми напишаа дека ќе бидат прогласени финалистите во Лондон, дека се уште не се знае дали сум меѓу избраните. Веројатно тоа е стратегија за да не се расшири информацијата претходно. И во Лондон ја добив таа награда и тогаш, пошто ме праша за солзи, а се зборим искрено, и тогаш се подрасплакав, затоа што седнав сама во еден барот на хотелот, им савив на моите родители да им кажам од каде тргнав, каде стигнав вашата керка. Се смеам со моите, некогаш им снимам видеа и кога репортажи им правам со таков новинарски стил по вашиот терк. И тргнав да снимам видео и се израсплакав, не им го пратив тоа видео. И тука веројатно ми дојда емоција од пак трката, тогаш прв пат малце застанав и сега малце подлого застанав кога ја
пишува в книгата, така што наградите се секогаш убави, се секогаш даваат мотив, даваат сила за уште подобра работа, а во Македонија ми дадоа валидација на едно друго ниво, а наградата не беше само на некој начин буст на егото, зашто не е ли убаво кога добиеме награда, туку беше буст на бизнисот. Кога Групер беше препознаен и беше во Forbes, тогаш сосема поинаку го перцепира и домашните компании. Тоа ни отвори врата да добиеме компании кои што претходно викале не, ние не сакаме попусти, така го перцепирале на друго ниво Групер, потоа и тоа како дојда големи компании кои што не сме замислувале дека ќе тропнат на нашата врата и кои што претходно ние сме помислувале да ги побараме, но сме добивале затворена врата. И секако мене ми даде едно друго ниво на самотоварба, да не се чувствувам кога седнав, пошто кога се вратив од Forbes ме покани Капитал да бидам на насловна страна и раскажа мојата приказна. Потоа следеше покана од председателот на Стопанската комора за да бидам дел од нивниот управен одбор. И не се чувствував помала на маса кога седав со големите бизнисмени, со повозрасни мажи. И мислам дека тоа треба да е порака за сите жени, дека со многу труд, напорна работа, факт е дека треба да работиме повеќе од маж да се докажеме. Факт е дека жена нема да тргне ако не е 100% подготвена, а маж му е доволно 60% да биде подготвен за да тргне. Мислам дека треба да имаме малце повеќе храброст да сватиме дека не мора сме 100% подготвени, додека сме 100% подготвени да учиме на патот. И да сватиме дека многу лекции ќе ги научиме кога ќе тргнеме, ако сме отворени секако, ако си го користиме потенцијалот и капацитетот, пошто верувам дека сите го имаме повеќе од тоа што мислиме и од тоа што го даваме. Така, тоа што мислиме дека го имаме. Нина, навистина уживав јас во овој разговор. Јас искрено се надевам дека и нашите гледачи кои што ќе не гледаат, ќе уживаат од прв до последен збор. Тука некаде јас ќе ти се заблагодарам за издвоеното време и за вака искрениот разговор, за се она што го кажа. Јас не знам дали негде на друго место си го кажала, некои работи прв пат ги слушнав. Да, јас прв пат некои работи ги кажав и веројатно тоа е резултат, ќе завршам пошто нели зборов за подготвеност, е резултат на твојата подготвеност. Ја ќе предам на ти пошто и одамна нели. Така, сме имале прилика да се запознаеме иако не е повеќе, ева сега имавме прилика повеќе да поразговараме. Има доста подкасти периодов, меѓутоа има многу и кои што се повеќе во налик интервју, ева ние пред да разговараме не знаев кој е тие трекот, кој е концептот, што ќе разговараме и затоа веројатно ете излезе еден спонтан искрен разговор, да, но верувам дека ти се подготвила и затоа ете имавме таква епизода. Секако да, морав да прочепам. И откако ќе се изгасат камерите, очекувам и посвета на книгата. Секако со ако задоволство. имаше пенкало, ќе ти кажав и во моментов, ама бидејќи гледам дека не имаме на масава, не носиш нити со себе, тоа ќе го направиме по завршување на разговорот, а јас уште вечерва ќе почнам да ја читам. Ти благодарам многу на поканата и поздрав до гледачите и со задоволство сега ќе напишам посветата. Ти благодарам уште еднаш. Нина, многу успех понатаму во работата. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што не следавте. Довидување.